испод токму како на времето кога беше нели тој проектот Распејани градови. Така, ние само иницијативно и аматерски направивме нешто. Може би, мислам дека ќе им се допадне на публика. Сигурно ќе им се допадне. Еве, да им кажеме на гледачите кога, како се снимаше. Тука сте вклучени целиот ансамбл, во Валандово е снимено. Апсолутно. И може да видиш дека имате одлична глума. Местото каде што е снимана дел од првата плоча. На истото место. Како се случи изборот токму таа да биде песната која што ќе го добие првиот спот? Ова песна има интересна приказна. Како дечкото или младоженецот бил за Истанбул, се враќа од Истанбул и носи подарок за својата девојка која утре ќе му биде невеста. И таа е приказката на целата. Дали да очекуваме уште спотови на други песни, бидејќи е убаво вака имаме винил, плоча, да имаме и видеозаписи на се, за да може нели да бидат присутни на интернет. Да, плочата беше провокација да не натера да снимиме и некој спот. Не е само овој спот, имаме уште еден спот. И тоа работиме, бараме идеи за другите песни кои се од плочата да направиме и за нив спот. Јас за крај би сакала да ве прашам од каде да црпите неизмерната мотивација да правите нешто ново, да продолжувате, да пеете, да не се откажувате без разлика на сите предизвици кои што ви носи времето. Од каде? Од желбата да оставиме нешто за нашите деца, сега веќе и наши внуци, пошто имаме и внуци. Да не се разделиме од ова прекрасно друштво. Ние сме тука како една фамилија, тоа го кажав еднаш. И на тоа не тера калинката, ни дава сила и енергија, убави позитивни мисли. Кога сме кај калинката, ќе зборуваме подоцна и за неа, само да кажеме дека вчера се случи првиот фестивал на калинката и ние малку сега само ќе позборуваме, во меѓувреме додека не се подготуваат и нашите следни гости за нивниот настап и за песната што треба да ја слушнеме. Значи, вчера имавте фестивал, како поминавте и таму вие го отворивте? Да, и таму го отворивме. Значи, прв фестивал на калинката во Валандово, логично дека во Валандово треба да биде, бидејќи Валандово е во сред полето од калинки и поминавме многу убаво. Со многу гости, мирисаше ли се на калинка околу? Пративме и некоја слика, не знам дали има, ама се беше во црвена. Еве фотографиите, така ќе зборуваме за нив, веројатно ќе ги видиме овие фотографии после додека презентираме дел од производите што се од калинка. И нека тоа ви е подарок за телевизија Сител од првиот фестивал на калинката. Ви благодариме и веднаш може да го ставиме тука. Може да го ставиме тука и мислам дека ќе биде многу убаво, а ова може да не биде еден од реквизитите што ќе си го имаме на нашата маса и за идните емисии. Бити калинката е белек на Валандово, него и на Македонија. Така, ви благодарам многу што сте денеска со нас, ви благодарам многу што еве овозможивте и ние да бидеме дел од тие. Вие и прво гостување после промоцијата. Да. Значи имаме ексклузива. Затоа кажавме ексклузива. Спотот до сега не е виден. Спотот е, тоа веќе го најавивме ексклузива, но ова ви е прво гостување освен Валандовската промоција, онака како што си личи. Опа! Добро, значи добро е. Еве. Или не сум ја наместил. Ќе се продаде, а? Ќе се продаде. Не го прашав тоа, дали воопшто ги има некаде во продажба или е лимитирано издание? Не, за сега ова е лимитирано VIP издание во продажба комерцијална. Ке има? Ке има. Ама тоа ќе Јас верувам дека сите наши гледачи ќе сакаат да имаат дома, бидејќи на вистина е парче уметност. Имаме многу прашања дали може да се купи, за жал за сега не може. А има ли некој од Распејани Валандовчани грамофон? Дали ја слушнавте на грамофон како звучи сето тоа? Да, има и ја слушнав. И е перфектно. Тоа ме интересира дали звукот. И јас сакам да ја слушнам на грамофон, иако немам звук и ќе најдеме. Ви благодарам за овој дел од гостувањето. Ќе се дружиме до крајот на емисијата уште, а сега е време да ја поздравиме една дама, ви ја најавив на почетокот. Рековме, одиме во Босилово, во Валандово, бевме до Лешок и како може без битола и без убавото битолско чупе. Таа денеска има многу новитети, ќе слушнеме нешто постаро, некои големи хитове, ма ќе слушнеме и ќе видиме нешто ново и на некој начин убава е врската и спојката, затоа што и таа има едни од незините убави песни одпеано токму на Валандовскиот фестивал. Анета Љумаковска и Анета Бензавас и одиме со песната што сите ја знаат.